Македонските метеоролози го одбележаа светскиот ден на метеорологијата. Домаќин на централниот настан беше главната метеоролошка станица во Охрид. Ивица Тодоровски, директорот на УХМР, на одбележувањето потсети на нивното значење во следењето и изработувањето на успешни прогнози и на времените предупредувања што водат кон рана акција за намалување на ризикот од катастрофи. Успешноста на ваквите прогнози и предупредувања се од директна зависност од прецизните и континуирани метеоролошки мерења во мрежата на метеоролошки станици, но уште повеќе зависат од современите далечински сателитски и радарски информации. Токму затоа, УХМР во 2018 година изврши значителна надградба и осовременување на постоечките радарски системи. Понатаму се учествува во европската програма на EUMETNET Метеоалармот. УХМР на едноставен начин известува за можни екстремни временски непогоди. Почетоците на метеорологијата во земјава датираат од 1891 година, а во Охрид од 1923, додека од 1945 метеоролошката станица е на сегашната локација на Дебој. Даниела Илиовска, раководителка на Охридската метеоролошка станица, по повод одбележувањето на светскиот ден на метеоролозите, изработи статуетка посветена на Slovenската божица на пролета Весна, која беше свечено откриена во дворот на станицата. Статуетката е висока 3,5 метри, изработена е од 1891 шишарка и од други природни материјали. За да ја изработи, на Илиовска и биле потребни 6 месеци. Жена направив, бидејќи зборот метеорологија е од женски род и повеќето циклони има женски имиња. На жената е доволно еден лош збор па да се разлути, исто така и на времето му е доволно една негативна честичка за да се растори и да се соберат облаци да предизвикаат невреме. Во Охридската метеоролошка архива се забележени податоците за рекордната највисока температура на воздухот од 37,5 степени во месец јуни 2007 година, најниската температура од минус 17,2 степени регистрирана во јануари 1954 година. Забележани се во еден ден наврнати 90 милилитри дожд и 78 дена последователна суша без капка дожд.